Што е тоа што програмски ги спои СДСМ и БЕСА, со што коалицијата Можеме ги лови гласовите, особено во 6-та изборна единица? Колку партијата на Касами програмски се претопи кај социјалдемократите, а колку има автентични определби со кои ја бара довербата во предизборието? Новие прашања од БЕСА денеска не добивме одговор. Шефот на изборниот штаб Хоџа не одговараше на телефонските повици. Во едно од последните интервјуа за Државната информативна агенција, Билал Касами само изјавува дека БЕСА ќе биде гаранција за тоа дека изборната програма нема да биде изборен памфлет. Не наведува конкретни проекти, туку единствено истакнува дека приоритет ќе биде решавање на инфраструктурните проблеми, водоводната и канализационата мрежа. Ветува дека во коалиција со СДСМ ќе отворат 80% од поглавјата со Европската Унија. За партнерот со кого сега планира да преговара со ЕУ, во минатото имаше став дека не ги исполнува ветувањата. Zoran Zaev tregon edhe me këtë situatë ai është një mashtrues ordiner, ai atje premton nuk i qëndron jo vetëm fjalës, por edhe asaj të cilën ai e pranon dhe nënshkruan. За Заев пак причината за ваквите ставови на Касами беше фактот што тогаш БЕСА беше во опозиција и револтирана од начинот на владење на ДУИ. Господинот Билал Касами беше опозиционер. И ако него критикува првиот човек во извршната власт, тогаш каква опозиција би била? Секако таа. Сега Касами се надева дека со Заев ќе освојат мнозинство од 61 пратеник. БЕСА смета дека е реално да се надева на 7 до 10 пратеници. За идејата на ДУИ за премиер Албанец, Касами смета дека е потценувачка.